Добро вечер. Вонредна политичка анализа, за вас кои сте мембари, се користите опцијата Membership на YouTube каналот Васко Евтов. Трета политичка анализа, посветена на овие немили настани, трагични настани, огромна, најголема трагедија во поновата македонска историја, Кочани досега најмалку 59 жртви. Зашто друго да правиме политичка анализа, освен за тие работи, бидејќи тоа поклопи. И мислам дека уште долго време, како некој земјотрес од 10 степени по Рихтер, кој има потресено или има потресено Македонија, македонската политичка, македонската општествена сцена, целата македонска живеачка, и уште долго време ќе говориме и ќе се опоравуваме од целиот тој процес. На почетокот благодарам, бидејќи двете претходни вонредни политички анализи ги направивме публик и ги емитувавме да може да ги погледнат сите гледачи на емисијата во центар, едната некаде 60, на втората некаде околу 65-70 илјади прегледи. Одлични бројки, знаете, за разлика од други подкасти емисии кај што луѓето доаѓаат да слушнат одредени гости, и вие тука доаѓате да ме слушнете мене. И тоа во вакви никакви услови кај што имате 65-70 илјади кои веројатно ќе стигнат до 100 илјади прегледи, е нешто што се импозантни бројки во Република Македонија. Меѓутоа емисијата не е направена за да се фалам или да ви се заблагодарам на тоа што е направено. Иако уште еднаш велам многу позитивно бев изненаден од вашите реакции кога самите ми понудивте, ми предложивте тие вонредни политички анализи да ги направиме публик за сите гледачи. Јас ќе ви се одолжам во четврток или петок во зависност од обврските ќе направиме вонредна политичка анализа посветена на Кочани, меѓутоа на еден политички моментум во Кочани, еве со некаков работен наслов, Бранко Цренковски почна да го спасува Христијан Мицкоски. Во саботата, односно во неделата на Сабајле, саботата објавувам ова вонредна политичка анализа Црната кутија на Кочани. Во неделата на Сабајле, како што станав, читам одредена порака на мој пријател албанец, поранешен политичар, односно функционер од редовите на албанска политичка партија, каде што ме замолува таа вонредна политичка анализа да направам публик. И вели дека и ми кажува една приказна, односно одредена анекдота, која се раскажува помеѓу албанците, а тоа е доека сите ги бараат трагите, никој не сака да го види волкот. И сите велат еве ги трагите, ќе ги следиме трагите, и добро е да ги следите трагите, меѓутоа тука е волкот, волкот се наоѓа пред вас. Што е волкот во овој настан во Кочани? Сите ги следат трагите, тефтерот на газда Деко, па одредени панзарни инспектори, па Министерство за економија, па објектот Билко Шупа. Значи за се и се што вие слушате, и овие портали, одредени подкасти, политички емисии на телевизија, така натаму, ве бомбардират, ве информират за се, и всушност цело време овие 10 дена вие ги следите трагите, и тие траги треба да водат са тамо кај што сакаат тие, односно кај што сакаат нивните нарачатели, и никој не ви вели ова е волкот. Јас во 3 политички анализи, вклучително ова која е трета политичка анализа, ви велам ова е волкот, немојте да ги следите трагите. Трагите намерно ви ги прават за да ве однесат на погрешна адреса или да ве однесат на адреса која што тие сакат да одите, кај што тие сакат да гледате, да ги анализирате работите. Волкот е тука. Тоа е полицијата. Тоа е Министерството за внатрешни работи. Се да е промашено, се да е фалсификат, се да е на погрешни основи поставено, немаше се случај несреќа ако полицијата се завршеше својата работа. Ајде да направиме нова вонредна политичка анализа и прито да одговориме на 2 клучни прашања. Кога ќе одговориме на двете клучни прашања, тогаш многу работи ќе станат појасни. Тефтерот на газда Деко, нели ви кажа на Телма дека е најден тефтерот на газда Деко? Што има во тефтерот на газда Деко? Кои имиња ќе бидат во тефтерот на газда Деко? Што се правело, како се плаќало, така натаму и така натаму. А овој планот на полицијата го добиеле новинарите? Го дознали новинарите планот на полицијата, бидејќи Кочанската полиција, ОВР Кочани или како се нарекува ОВР Кочани, има одреден план. Врз база на тој план тие требале да направат инспекција, проверка на работењето на дискотеката. Нема 500 дискотеки во Кочани, има 2 дискотеки во Кочани. Тоа не е Њујорк со 200, 300, 500 дискотеки, има 2 дискотеки. Има план за акција, така каже и министер за внатрешни работи. Врз база на тој план се предвидува кога треба да почне акцијата, колку полицајци треба да ја вклучени во акцијата, што треба да прават, што треба да проверуваат, односно која е целта на акцијата. Дали после 10 дена вие слушнавте за содржината на планот на Кочанската полиција? Што требало да прави? Кој план е даден и кои требале да бидат целите на тој план?
Ако дискотеката работи, да речеме, од 24 часот или 00 часот во полнок до 3 или до 4 часот наутро, сабота кон недела, кој одлучил полицијата да интервенира во 2 часот и 30 минути? Зошто да не интервенира во 0 часот? Зошто да не интервенира во 0 часот и 30 минути? Зошто да не интервенира во 1 часот или 1 часот и 30 минути, туку токму во 2 часот и 30 минути? Тоа е планот, тоа е содржината, тоа е насоката, тоа е задачата која е дадена на Кочанската полиција, да направат акција, но таа акција да не направи до 12 часот, туку да направи до 2 часот и 30 минути. И има една дополнителна работа. Секогаш кога полицијата сака да интервенира, сака да направи одредена акција, многу често се случува наместо локалните обвинителски, полициски, секакви други структури, да бидат пратени структури од Скопје. Многу често во мандатот и на ВМРО-ДПМН и во мандатот на СДСМ, наместо локалните полиции, бидејќи тие се испреплетени, врзани со локални бизнисмени, со локални гостителски објекти, имаат ранге, франге, операции, роднински се поврзани така натаму и така натаму, да не бидат субјективни, да не потпаѓаат под нивно влијание, да сакат да им помогнат, а не да се завршат работата, се праќаат екипи од Скопје. Тука не беа пратени екипи од Скопје. Кочанската полиција беше оставена тоа да го заврши. Има план за акција на Кочанската полиција и ајде да видиме која е била домашната задача, работната обврска на Кочанската полиција. Кој одлучил во 2 часот и 30 минути да интервенира, а не во 12 часот, и што требало да направи Кочанската полиција? Јас имам и дополнителни прашања. Под број 1, колку полицајци не од Кочани и од околните места, Проби, Штип, местата околу Кочани, Штип или некои други населени места околу Кочани, Кочанската општина, во цивили, значи не на работна задача, туку во цивили биле присутни во дискотеката. Дајте ги камерите, дајте ги снимките од видеокамерите, да видиме колку полицајци биле присутни внатре. Седеле, пиеле, бидејќи тие имат право нели да се забавуваат и да одат на диско или во дискотеки како секој обичен свет. Меѓутоа, ајде да видиме колку полицајци од тие 500, 600, 1000, 1200, нели колку и да биле на број, бидејќи еднаш ќе треба и конечната цифра да ја кажеме колку луѓе биле присутни внатре, колку се гинети, колку се починети, колку се ранети, колку се повредени, така натаму и така натаму. Еве, јас го поставам прашањето. Колку полицајци, не само од Кочани, кои не биле на работна задача или кои немале работна обврска од Проби, Штип и другите околни места околу Кочани, биле внатре во дискотеката кога се случи таа незапаметена трагедија? Под број 2, колку малолетни лица биле присутни таму? 10, 20, да не биле 50. Колку биле и како можеле да влезат во таа дискотека? Еве, вие или дел од вас можеби сте постари. Можеби не одите во дискотеки. Меѓутоа, кога се враќате од одмор, еве да речеме се враќате од шопинг во Грција, и се движите од Гевгелија кон Скопје. И тамо некаде кај Неготино Кавадарци, во 21 часот, 22 часот навечер, ве застани полиција од Кавадарци. Може да биде гранична, може да биде обична полиција или да биде сообраќајна полиција. Кога се приближат до вас и кога ќе ви побарат возачки сообраќајна дозвола, дали ги изгасувате сите светла или тие со оние нивни полициски ламби ќе дојдат, ќе ви светнат во лицето да видат дали вашата фотографија на возачката или на сообраќајната дозвола одговара на лицето кое се представувате. Или кога сте на граница, ако ви се децата заспиени назад на задните седишта, ве терат полицајците, дали на нашата граница, дали на грчка, дали на српска, на било која друга граница, да ги разбудите децата, за да може да погледнат во полицајецот, да види дали сликата на детето во пасошот одговара на детето кое го имате внатре во возилото. Ако е некоја гранична полиција која се бави со мигранти, учтиво ќе замоли да излезете надвор од возилото, да го отворите гепекот и да провера дали можеби внатре имате одредени мигранти. Кога полицијата влегла внатре во дискотеката, запалила струја. Како може да ги легитимира? Со светење со ламби? Како им ја побарала или како им ги побарала личните карти? Со светење со ламби или не го направила тоа? Па за каква акција? Дајте да го видиме планот. За каква акција? Па нели рече министерот да видат дали се дила, дали се тргува, дали се продават недозволени средства и дали има малолетници. Како вие ќе легитимирате луѓе во темница ако не ја соприте музиката, ако не запалите светла и врз база на тие две постапки да запрете музика и да запалите светла, да може да ги легитимирате овие малолетни лица. Ако тоа не е направено,
тогаш некој сериозно се има промашено не полициската задача, туку задачата која им е дадена согласно оперативниот план по кој требало да постапуваат во сабота кон недела тамо некаде на 16 март оваа година. Подбори 2. Има 2 дискотеки во Кочани. Значи не ноќни клубови, кабаре, значи програми, 2 дискотеки во Кочани. Значи не кафичи, не кафанчени, не овие други некои угостителски објекти, туку има 2 дискотеки, дали се кабарења, дали се ноќни клубови, ќе ги дефинираме, ќе наречеме 2 дискотеки. Еднаш годишно тие дискотеки треба да се обноват својата лиценца. Еве 2023 година. Све било фалсификат. Све било платено, купено, корумпирано и така натаму и така натаму. 2024 и 2025 година таа лиценца е извадена или не е извадена? Ако не е извадена, дали на некој му се јавил сомнеш зошто не е извадена таа лиценца? Ајде да се сведеме целата работа на Кочанската полиција. Кога вие ќе сакате да обновите лиценцата, тогаш мора да доставите одреден елаборат до Кочанската полиција. Тамо да објасните каков сообраќајен пристап имате до дискотеката или до кабарето, колку паркинг места се планирани, влез на противпожарно возило, противпожарна служба и така натаму и така натаму. Тој елаборат го доставувате до Кочанската полиција. Кочанската полиција ги проверува сите тие информации и врз база на така направените проверки доставува барање до СВР Штип, значи повисока инстанца СВР Штип, кои дават и илудират печат на така добиената лиценца, односно целиот тој процес да биде заокружен, за да подоцна може да се префрли до Министерството за економија и тамо да ја добие таа лиценца. Еве Кочанската полиција има 2 дискотеки. Што мислите? Ајде ке речете градоначалникот има повеќе приливи, па тие приливи од дискотеките кои треба еднаш годишно врз база на добиена лиценца да бидат уплатени во градската каса или градскиот буџет на Кочани и да не се толку големи, да речеме дека се занемарливи и градоначалникот да не мора нели секој ден да листа да види дали дискотеките ги обновиле своите лиценци или не ги обновиле своите лиценци. Меѓутоа, ајде сведете се во размислувањето или обидете се вашиот мозок нели да го приспособите на размислување на обичен полицаец или на обична полициска структура. Таа полициска структура чека да дојди денот во годината кога вие или вашата конкуренција, втората дискотека, ќе обноват својата лиценца, да достават елаборат. Ако тој елаборат е кристално чист и точен, тогаш Кочанската полиција тука нема голем маневарски простор. Меѓутоа секоја полиција, не велам Кочанската, чека во тој елаборат да има одредени грешки. Кога има одредени грешки во елаборатот, тие ќе ве викнат, ќе спиете одредено кафе и ќе ви речат: види, само за тебе ќе замижам ночите, иако ова не е добро во елаборатот, ќе дадеме параф, ќе дадеме зелено светло, вие да можете да добиете одреден подпис во Штип и врз база на целата таа постапка и процедура, подоцна се добиете лиценца од Министерството за економија. Ама ти ќе мора, нели, да ми се одолжиш, па ќе ме пуштиш без карти, па некоја пиечка без пари, така натаму и така натаму. Така функционира секој диско, секој ноќен клуб, не само во Кочани, туку било каде во Република Македонија. Тие полицајци кои нели чекат секој март, бидејќи секој март се обновува лиценцата на оваа дискотека, и не добиле 2024, не добиле 2025 година, не им се јавил сомнеш да се посомневаат што е со таа дискотека, затворена ли е, работи ли, не ли работи, зошто не побара обнова или не достави елаборат, врз база на тој елаборат нели да се покрени целата таа постапка. Или некој сметал дека откога ќе се направи промена, можеби не толку на власта, колку во полициските структури, врз база на таа промена нема да им требат лиценци, нема да им требат елаборати. Или ајде нели да бидеме многу попрактични. Оливер Спасовски е министер за внатрешни работи 2023 година. Има назначено началник на Кочанска полиција, има назначено началник на СВР Штип. 2024 година во март не е Оливер Спасовски министер за внатрешни работи. Министер во пржинската влада е Панче Тошковски. Панче Тошковски е министер и 2024, Панче Тошковски е министер и 2025 година. Врз база на законот за пржинска влада, Панче Тошковски може по линеарна линија да има 10 или 15 именување на нови началници на одредени СВР Штип, Тетово, Гостивар и така натаму и така натаму. Нема назначено нов началник во Кочани, но има назначено нов началник во СВР Штип. Значи Штип е исклучително важен
на ВМРО ДПМН, на Македонскиот исток, и Панче Точковски има назначено нов началник на СВР Штип. Тој не е од Кочани, тој не е од Штип, тој е од Скопје, значи од Скопје е пратен во Штип и е прв човек на СВР Штип во таа пржинска влада, која Панче Точковски, согласно пржинската влада, е технички министар за внатрешни работи. Ивица Вучевски, не велам дека тој виновен, него само јас кажам како политички и полициски решава на целата таа ситуација во пржинската влада. Тој сега е на многу висока функција во СВР Скопје, вела дека е шеф на униформираната полиција во Скопје. Значи доаѓа на чело на СВР Штип и тоа се тие 100 дена на пржинска влада. Во тој мандат не е обновена лиценцата, не велам дека тоа е работа или тоа е грешка на Ивица Вучевски, туку само велам дека во тој мандат на Панче Точковски не е 2024 година обновена лиценцата, не е ни 2025 година обновена лиценцата. Па што правила полицијата? Кога не добила барање, елаборат, како основа на кој ќе биде обновена лиценцата во Министерството за економија. Виновна или не е виновна Кочанската полиција? И еве на Телма ви кажа дека тефтерот на газда Деко е најден и ќе биде вештачен. И од кој ќе биде извештачен, ќе знаете точно што пише во тефтерот на газда Деко. Но ајде да ја прошириме анализата. Во многните клубови во главниот град на Република Македонија, можеби на Македонскиот исток не е поразлично, многу е побитно не кој го контролира шанкот или дискотеката, туку вратата на дискотеката. И обично на вратата во дискотеката се стават одредени агенции за обезбедување, кои се блиски до македонската полиција и кои се блиски до овие криминални кланови, бидејќи тој што ја контролира вратата всушност прави контрола на малолетници, на бело, на проституција во сите ноќни клубови, како во главниот град на Република Македонија, така на Македонскиот запад, на Македонскиот исток, на Македонскиот север и на Македонскиот југ. Што пише ова тефтерот нови што се обезбедување на дискотеката? Гледате, имате еден ноќен клуб во главниот град на Република Македонија, нели да не му го споменувам името, кој вела дека ги исполнува сите технички на највисоко ниво сите технички стандарди. Сум бил еднаш и навистина ги исполнува сите технички стандарди и вела дека работи најмногу по 50 од сите ноќни клубови, музика, гласност и така натаму и така натаму. Кога стануваше збор нели за Кочанската полиција, обврски на Кочанската полиција, освен паркинзи, освен противпожарни овои пристапи и гласноста дали од во тоа растојање од Кочанската полиција, односно дискотеката Пулс до првиот населен објект, децибелите, гласноста на музиката може да им смета или не може да им смета на населението, значи ги прави сите тие можни проценки. Во оваа дискотека, во центарот на главниот град на Република Македонија, некаде пред една година, она емисија Тигарот на Мицковски, се случи еден немил инцидент. Кога полицијата, која е на работна обврска, и доаѓа да направи одредени инспекцијски активности во таа дискотека или во тој ноќен клуб, е спречена или има обид за спречување за нејзина интервенција, токму од овој тигар на Христијан Мицковски. Тој се надеваше дека ќе добие некоја повисока функција, не доби повисока функција, можеби ќе се заташка целиот тој случај, но тој имаше своја агенција за обезбедување. Гледате, уште во време на СДСМ, тие се формира, бидејќи ги исполнува сите технички и законски препишени услови, се формира своја агенција за обезбедување. Вз база на така формираните агенции за обезбедување, тие сега ги обезбедуваат и овие ноќни клубови, кабареја и кабариња во Источна Македонија, и училишта, шопинг центри, казина, градинки, забавишта, се во Република Македонија. Че сите објекти кај што треба да има одредена заштита, некои училишта имат, некои училишта немат, нели? Тоа зависи кој како ќе се одлучи од менаџментот на тие образовни институции. Значи, во цела Македонија тие агенции за обезбедување прават огромни бизниси. Зошто? Блиски се до власта и тоа е помалку важно и многу поважно блиски се до полицијата. Во зависност од незината близина со полицијата, не велам дека тоа се случило во Кочани, но може би да се случило во Кочани. Полицијата ќе ви интервенира во 12 часот и 5 минути после полнок или ќе ви интервенира од 3 часот после полнок. Ако ви интервенира во 12 часот и 5 минути, влези внатре, запали рефлектори, запали светло, ви ги легитимира овие малолетници, ги однеси прекршочна пријава на родителите, кривична пријава на газдата на објектот,
тогаш вие не можете да си го извадите потребниот дневен промет, да продајте доволно карти, алкохол и све друго што треба, а ако хонорарот на овие уметници, овие групи кои настапуваат од 1500 до 2000 евра, со некакви придружни групи, таа цена може да биде поголема, а ако ви упадне полицијата во 12 часот и 5 минути, тогаш вие нема да заработите ни за вода, не може да ги платите, ниту групите, ниту тие што пеат во дискотеката. А ако влезе во 3 часот, тогаш ќе продајте алкохол, ќе продајте и карти, ќе пуштите и малолетници, никој нема да ги контролира, зошто бидејќи агенцијата за обезбедување е блиска до македонската полиција. Тоа е суштината на проблемот. Ке земите агенција за обезбедување, која е блиска до полицијата, агенција која е блиска до власта, и тогаш наместо да плаќате, како што сте платиле 2015 или 2018 или 2021-2022 година 7.000 евра да добиете фалсификат лиценца за кабаре, тие пари ќе ги дајте на агенцијата. И сега ќе ви протестират, овие инфлуенсерки ќе ви пишуваат, децата да ги ослободите. Децата кои беа на врата, кои беа обезбедување на дискотеката, бидејќи тие ги спасија да не загинат овие другите кои се гушеле тама во таа дискотека. Децата се недолжни, децата се невини и вие треба да ги ослободите, бидејќи ништо од нив не зависи. Тие си работат за хонорар за 1000, 2000, 3000 денари и треба да бидат ослободени. Да, но ако децата пропеат, ако децата кажат што се случи, како се случи, каде била полицијата, што правела полицијата, кои инструкции ги имале, кој бил врска со полицијата, кој ги пуштал малолетните, кој пуштал некаков прашак Билјана или факс или Ариел да влегува во дискотеката, не велам тамо, било каде, во било која дискотека, во било кој кабаре, тогаш децата се многу незгодни сведоци. Затоа е подобро тие незгодни сведоци да ги ослободите, не велам укочени, општо не ли говорам, да ги ослободите, да излезат надвор, бидејќи ако останат натре, може да кажат многу работи, а ако кажат многу работи, тогаш ќе има и сериозна полициска, а богами и сериозна политичка одговорност. Многу лесно може да се случи, гледате, овие агенции за обезбедување, кои се споменуваат на фонот на кочанските настани, па ги обезбедувале митинзите на ВМРО-ДПМН. Лесно може да ви се случи Кочани да биде нов хард рок. Не знам дали се сеќавате, дали сте информирани за суштината на хард рок. Одредено обезбедување, обезбедувачи ги обезбедуваат митинзите на СДСМ и тога Сојузот на Македонија или Сојузот на Македонија 1994 година. Се слави 70 години од формирање на Скопска пивара. Тоа е во дворот на Скопска пивара, во оние сали на Скопска пивара, и после прославата 70 години на Скопска пивара, 1994 година, некаде ноември, декември 1994 година, сите кои се на прославата на Скопска пивара, вклучително Киро Илигоров, Бранко Царенковски, министр од владата на Бранко Царенковски, покојниот Лазе Китановски, така натаму, треба да се префрлат на прослава во тогаш најпознатата дискотека во Република Македонија, Хард Рок. Овие кои ги обезбедувале митинзите на Сојузот за Македонија, кои се незадоволни, дали не добиле пари, дали не се исплатени, дали им биле ветени одредени функции, јас не знам, пред да стигне Бранко Царенковски, екипата на Бранко Царенковски, Киро Глигоров во Хард Рок, ја демолира дискотеката Хард Рок. И сега газдароли го паркираа кај Максим Димитриевски, гледате, тоа така функционира. Многу лесно може да се случи. На фонот на целата оваа трагедија, значи ние ќе изброиме колку деца се и како се умрени, како се починати, и ќе ни се пара срцето наредните месеци, наредните години, но многу лесно може да се случи во наводници тоа безбедносно миле. А ако реше да пропее, бидејќи или завршили на топол оброк 3 пати неделя или не се исплатени, Кочани да се претвори во некој нов хард рок. И ќе одиме чекор понатаму. Ајде, сетете се на конфликтот помеѓу кланот Грчец и Барон кланот, или Бела Ноца, или Раде Штекли. Па главните битки се, иако овој клан Барон не се бави со овие прашаци, Ариел, Билјана и така натаму и така натаму. Значи имате две главни точки на конфликти. Бело, кои се дела во овие главни дискотеки, и тука дали се овие Раде Штекли, дали е Бела Ноца, дали е, не знам, Грчец, се борат кој да има контрола на врата во тие главни дискотеки.
и второто е обезбедување на дискотеки, казини и така натаму и така натаму. И една од причините за конфликт помеѓу барон и Грчец е едно казино во центарот на Скопје кое годишно треба да плаќа најмалку 100.000 евра да биде обезбедувано или од Грчец или од барон. Тоа се огромни пари. 10 казина, 1 милион евра. Плюс ноќни клубови, плюс објекти, плюс големи банки, плюс големи компании и така натаму и така натаму, тоа се сериозни пари. Сериозни пари кои се вртат во тој бизнис. И сега ја носиме работата на ниво на јавно обвинителство. Љупчо Коцевски, па пред 15 дена го разрешија на влада Љупчо Коцевски. Само тоа не го потврдија во македонскиот парламент или во македонското собрание. И како велеше Христијан Мицкоски, ако не биде тоа потврдено, па разрешување на судски совет и све што друго нели сака Мицкоски како дел во наводници на реформата, во судство, во обвинителство и така натаму, ќе се случи народ, а тој ќе биде начело на тој народ. Зошто? Бидејќи довербата во судство, чита обвинителство е само 2%. И сега, мислам дека вчера или денес, го прашаат Мицкоски, а што правите со Љупчо Коцевски, кој е јавен обвинител во Република Македонија, кој го разрешивте на влада, па вели во согласно со новите околности, новонастанатите околности, ова трагедија која се има случајно, тоа е сторнирано, нема да биде направено. И ајде сега да поставиме прашањето. Ако овој Љупчо Коцевски требаше да биде сменет од владата на Христијан Мицкоски, бидејќи не се ја вршал добро работата, бидејќи во минатото тој и обвинителството заташкувале случаи и има доверба кај јавноста од 2%, како тоа исто обвинителство сега ќе се заврши работата? Или тоа обвинителство со доверба од 2% во јавноста, како јавноста ќе му верува сега, а не му верувало пред 2 или пред 3 недели, бидејќи владата на Мицкоски го разреши, како тоа обвинителство ќе се заврши работата ако владата не верувала пред 10 дена дека тие се капацитетни било што добро да завршат во Република Македонија. Или тие ќе бидат оставени да се вршат или да се завршат работата. Не, и тука не е важно што ќе откријат, туку што ќе сокријат. И гледате како и Мицкоски и Панче Тошковски сега дојдоа на терен на Љупчо Коцевски, на негов домашен терен, кај што тој е Меси и Роналдо и може да игра со нив на мали голчиња. И гледате, како во 15 дена од една позиција која вие ќе расчистувате со се, со длабоки, со мали, со секакви други држави, сега ќе треба дојдете таму од рака да им јадите. Гледате колку е паметен Љупчо Коцевски. Значи тој оди во Кочани, ги носи со себе Ислам Абази, ги носи со себе овој што е Гаврило Бубевски, првиот човек на јавно обвинителство за организиран криминал во Скопје, по обвинителот на Штип и еден или двајца обвинители од Кочани. Зошто? Бидејќи не сака воопшто да рескира овие кочански обвинители, кои можеби се кумовски, пријателски, интересовно поврзани со сите структури во градот, да не се завршат својата работа. Оди таму, истражува. Знаете, не бил Бадиела задолжен во рамки на јавното обвинителство за тие ПИ мерки или предистражни мерки, односно чита и прислушкување, и сите тие операции оделе преку него. Така што Љупчо Поповски сега, дали како представник или не како представник на длабоката држава, си го има во скут Христијан Мицкоски и сега имаме на сосема друга ситуација, сосема нов моментум на можни политички разврски, пазарење и така натаму и така натаму. Ние го бараме Љупчо Коцевски за интервју, 2 или 3 пораки си разменивме, ќе видиме дали тоа ќе биде прифатено или нема да биде прифатено. Во четврток нели ќе имаме политичка анализа, меѓутоа сега само кратко нели да објасниме. ВМРО ДПМН веројатно нема или многу мали се шансите ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски да паднат како резултат на оваа катастрофа, оваа драматична хаварија во Кочани. Тие ќе останат на власт, но тоа ќе биде јалово. Многу скапо владење, може да трае година, 2, 3, 4, не е битно колку време ќе трае, тоа ќе е прескапо владење. Тоа исто како Венко Филипче достанеше да биде министер за здравство после оваа хаварија или несреќа во модуларната болница во Тетово. Значи ВМРО ДПМН нема да падне. Ваков СДСМ никој нема да го бара, никој нема да го сака. Сега да има протести на кочанските улици, тие луѓе ќе протестират и против ВМРО, ќе протестират и против СДСМ. Така што тие приказни СДСМ организира некои протести, нешто ќе се случило, па некоја шарена револуција. Гневен, бесен и што е најлошо, исплашен е македонскиот народ. Нема поголемо гориво, бензин за било какви протести
од гнев, страф и најмногу исплашеност за вашите животи, за животите на вашите деца и така натаму и така натаму. Ова влада веројатно би била најсрекна СДСМ да им организира протести. Некој Срđа Поповиќ да им организира протести. Не им организираат протести, овие деца сами протестираат, бидејќи не сакаат да живеат во ова држава која што живеат. Ви фали Венко Филипче, читам по социјалните мрежи, му барате оставка на Венко Филипче. Дали баш ви фали само Венко Филипче? СДСМ беше на власт 7 години. Имаше министер до јануари минатата година, министер за внатрешни работи, и имаше министер за одбрана. И министерот поранешен за внатрешни работи и министерката за одбрана се пратеници во македонскиот парламент. Ги слушнавте ли да ви објаснат каква е процедурата за лиценци, за постапки, за однесување на полицијата? Вие ќе ми речете, па што мора министерката за одбрана? Па таа беше шеф на кабинет на Оливер Спасовски и во она прва пржинска влада во време на корона 2020 година од редовите на СДСМ беше дополнителен министер, заменик министер за внатрешни работи. Митко Бојма Целиев, кој му беше дополнителен заменик министер за внатрешни работи, а претходно шеф на кабинет на Оливер Спасовски на Панчо Тошовски. Сте ги слушнале? Зошто тие луѓе не се произнесоја? Логички да се одговорите. Зошто тие луѓе ги нема во јавноста? Бидејќи веројатно енергијата се ја трошат на други прашања, кои им се многу побитни, кои им ја црпат енергијата, мора да се борат, да не речем да се пазарат, и не ги слушате ништо да ви каже за ова хаварија која се случи во Кочани. Во такви услови, ова СДСМ никогаш не може да го порази ова ВМРО-ДПМН. Ова ВМРО-ДПМН ќе плати прескапа цена на останување на власт, неподнесување политичка и морална одговорност, ќе ги преживеат можеби сите протести. Но секоја, во наводници, секоја шуша на било кој интервју, првото прашање ќе биде: како е вашиот морален став кон тие 59 жртви во хаваријата во Кочани? Ме прашавте, или многумина од вас доаѓа ми пишува, ме прашува Инфомакс, што е со Инфомакс и така натаму и така натаму. Јас никогаш не сум ви коментирал, колеги, освен ако некој не тргнале директно да ме напаѓат. Па дури во оној интервју со Трајко Славевски, што го имавме, мислам дека 2022 или 2023 година, кога тој ги напаѓаше колегите од Инфомакс, јас се обидов да ги одбранам колку можев, како можев и колку нели верувам во тоа што го говорев и што го кажав. Бидејќи никогаш, тоа ми е принцип во работа веќе 30 години во новинарството, никогаш не напаѓам колеги ако тие први тоа не го направат. Го има направено Бранко Геровски, па му е вратено. Па го има направено Драган Павлович Латас, па му е вратено. Тие што не ме нападнале, не гледам зошто. Имаме толку работа во државата, кон власт, кон институции, кон опозиција, кон се и се што, кон олигархија, да бараме тие да се подобрат, а новинарството си го следи просекот во државата. Вие не можете да имате така низок просек во болниците, во здравството, во такси службите, во фудбалските клубови и така натаму, да имате висок просек во новинарството. Тоа е просекот во Македонија. Ќе ви се јави еден Пандов на 10, 15, на 20 години, ќе се еден Дарко Панчев, ќе ви се јави некој кошаркар, ќе ви се јави некој одбокар, меѓутоа тоа е инцидент, тоа е исклучок. Мислам дека колегите од Инфомакс ќе платат сериозна штета, бидејќи знаете тие има некоја позиција дека се светелник на предаствата на Христијан Мицкоски, дека биле блиски до Христијан Мицкоски, дека и денес се бастион на извориштето на она ВМРО-ДПМН кој не го има сквернавено Христијан Мицкоски, и како светелник ги осветлуваат сите грешни потези Северна Македонија, предаства на Мицкоски и така натаму и така натаму. И се сликани со овој што е душманот на сите ВМРО-вци, тој е Зоран Заев. Таа позиција дека се светелник на ВМРО-штината сега паѓа во вода, тие ќе платат одредена цена, колка ќе биде таа цена, то самите ќе кажат. Меѓутоа, мислам дека ни должат на сите нас да ни кажат зашто се залага на изборите, на локалните избори 2021 година. Дали за овој Папазов работе или работе за овој Николчо, што беше градоначелник од редовите на СДСМ, кој ги изгуби за десетина гласови локалните избори. Бидејќи ако одите на time.mk на 30 октомври 2021 година, ќе ги најдете овие 3 текста. Хаос во Кочани, Република известува, тоа се овие маđарски медиуми, со унгарско масло, нели така ги критички или напаѓачки ги дефинираат овие медиуми кои се финансирани од Унгарија. Хаос во Кочани, пишува Република, запирка. Нападната екипата на Инфомакс, запирка, снимала собирање лични карти.
Па имате Курир, бастионот нели на овие унгарски медиуми. Видео, 2 точки, хаос во Кочени, запирка, нападната екипата на Инфомакс, запирка, од кога снимаше собирање на лични карти во штаб. Па имате Нетпрес, значи тоа е третата глава на целиот овој систем. И тие имат видео во заграда. Во Кочени нападната екипата на Инфомакс, запирка, снимале собирање на лични карти во штаб. Гледате, штаб, па запирка, па нападната екипата на Инфомакс, значи тие имат драматична слобода, например штаб да го стават предпоследно или последно место во реченицата што имат направено. И сега за Папазов работеле или не работеле за Папазов, мислам дека треба да ви објаснат, бидејќи кога доаѓате тука да ме прашувате, јас не знам што да ви одговорам. И има нешто тамо што мене исто ми штрчи во целата таа работа. Тие велат дека таа фотографија направена 2023 година, а ги снимал Бојан Христовски, ама тие збореле на англиски јазик, за да не ги разбери Бојан Христос, кој е првиот човек на НАБА, кој е избран летото есента 2024 година. Да не има некои фотографии 2024 година. Што би го ставиле во кошот или во кашата Бојан Христовски, да нема некои фотографии 2024 и 2025 година, не знам дали кај што пијат кафе со Зоран Заев. Не е проблем вие да пиете со Зоран Заев, со Мицковски, со Бранко Црненко, со сите нив сум пиел кафе. Но јас не сум се представувал како светилник на СДСМ-овштината или на ВМРО-вштината во Република Македонија и не сум ги напаѓал политичарите бидејќи ги изневериле стоелиштата на ВМРО-вштината или на СДСМ-овштината во Република Македонија. Значи, подршка до колегите, нека издржат, нека работат својата работа, ке претрпат одредена штета, меѓутоа, Боже мој, секој на крај си ја плаќа цената на тоа што го работи. Јас не можам ништо ни да кажам, ни да додадам, ни да одземам. Само ќе ви цитирам уште една работа. Има еден голем медиумски експерт кој се нарекува или кој се вика Никола Спасов. На Твитер го имате како грозје и црешневите на лепота, фина. Многу паметен, многу интелигентен човек. Тој е истиот оној, прашете го Андри Петров, кој ги промаши анкетите на последните претседателски и парламентарни избори во Република Македонија и овие луѓе во СДСМ во првата изборна единица чека да биде или нерешено 7-7 или блага предност на ВМРО ДПМН 8-7, а ако Стефчи Јакимовски не бил ставен на американската црна листа, може СДСМ ќе победел 8-7 во првата изборна единица. И на што го темелеа тој оптимизам? На анкетите токму на овој Никола Спасов. Еве што пишува Никола Спасов. Мора многу штета да им прави мечка, мислат на првиот човек на Инфомакс, на ВМРО-вците, штом со видеа стари под 2 години сака да го дискредитираат. Се надам дека нема да го замолчат, затоа што е единствен кој ги поставува вистинските прашања секогаш. Умреа другите медиуми. За 150.000 евра или не знам колку пари му дава СДСМ на овој голем експерт Никола Спасов, познат како грозје и црешни, значи за тие 100, 150, 50 без пари, пробоно, не знам, ангажмани кои ги има во СДСМ, треба да ги скара со сите медиуми, гледате. Само овие поставувале прашање, сите овие други умрени се, не постават прашање. Значи, ем да му дадете пари, ем да ве скара со сите медиуми во Република Македонија. Гледате, и тоа е добра бизнис делка на раководството на СДСМ. Истиот тој Никола Спасов, 2 твита подоле, пишува, тоа е пред 4 дена, не се насмеав цела недела, ке се воздржав од било какви хе-хе-хе твитови, ама анализата на Васко Ефтов за длабоката држава во Кочени ме насмеа. Длабока држава во Кочени. Па каде има длабока држава? Длабока држава само во Скопје има. То се банки, тајни служби, полиција. А нема банки, нема банкари, нема бизнисмени, нема полиција, не прислушкуваат, нема АНБ, МАНБ во Кочани, во Битола, во било кои други градови во Република Македонија. Како мислат они дека функционира длабока држава? Па секој град. Кавадарци нема длабока држава, нема олигархија, нема бизниси. Па овие шефови што биле големи шефови на тајна полиција, што биле премиери Минчев од Кавадарци, тие се длабока или не се длабока држава? Овој експерт кој е син на популарниот Ѓоко Карлеуша, кој беше министер за правда, кога Република Македонија имаше воведено ембарго на пеење на српски певачици во македонските кафани,
и дозволи на Елена Карлеуша да пее, мислам, во Мајски цвет во Охрид, и кога тогашниот министар на полицијата Томислав Чокревски и министерот за култура Слободан Унковски сакаа да ја прогласат Елена Карлеуша персона нон грата и да ја избркаат надвор, да ја екстрадират надвор од Република Македонија, таткото на овие Грози и Црешни се побуни како министар за правда и дозволи да пее Елена Карлеуша. Такви персони сега го водат пиерот на СДСМ. И СДСМ има многу сериозни шанси не со сите новинари да се скара, туку да ги направи сите новинари да не сака да го погледнат СДСМ. Ова беше нашата анализа, кочанска анализа, безбедносна анализа, како сакате дефинирате, трета поред, се обидовме да објасниме некои работи, да објасниме на некои поставени прашања, некои одговори кои сте ги сакале, ајде да не одговорам на секој поединечно, се обидов тоа нели пред сите вас да го кажам, да го одговорам. Може би некои ќе се незадоволни, може би некои ќе се задоволни, некои ќе се навредени, некои нема да бидат навредени. Јас така мислам, тоа што го мислам, тоа го кажувам, а фала Богу 30 години, тоа што го кажувам, вие сакате да го слушате, не само вие, туку и огромен број гледачи во Република Македонија кои не се мембари на оваа емисија. Во четврток или петок, нова политичка анализа, Бранко Цренковски го спасува Христијан Мицкоски. До четврток и петок, до недела кога имаме интервју, пријатна вечер Македонија, каде да си.